Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш за сите вас кои сега се вклучувате на каналот на К3 телевизија. Ова е вториот дел од утринското издание Нов ден. Еве денеска сакам емисијата така ни е замислена да не биде многу поопуштена, а таа опуштеност и релаксираност се доаѓа од убава музика. А со таа цел и со таа намера денеска во нашето студио е нашиот гостин Боби Зефировски, попознат кај нас како Боби Амадеус, нели? Така, добро утро, Боби. Добро утро и вам. Како сте? Со ваква помпезна најава немам што да кажам, сем голема благодарност за вас што сум поканет. И чест ми е, обично ја следам вашата емисија, се наоѓам од другата страна, односно, како се велат сите пред малите екрани. Така. Јас велам ги поздравам сите они пред малите и големите екрани што ме следат. Така, не се сите екрани мали. Да. Сега сум лично тука и значи да упатам голема благодарност што ќе ова петочно утро ќе го споделиме со ова гледачите на К3 телевизија. Така. Значи, она што сакам денеска да разговараме е да се запознаеме со Боби. Да ни каже Боби е музичар кој што долго време, малку подолго време се наоѓа на естрадното небо од музичкиот свет, како би го најавила, нели? Так. И многу одамна и се познаваме. Така. Многу одамна знаеме дека се твоите почетоци, но еве вака, ајде да те доближиме на некој начин на нашата публика. Сите велат дека се она, кога ќе се дојде до некој одреден успех во животот, ќе успееме од одредена област, нели, сите ги интересираат почетоците. А почетоците се разбира од најрана, најмала возраст, да кажем. Да слушаме за твоите почетоци. Обично сите велат од мали нозе, нели кога почнав. Нормално дека сите почнуваме од мали нозе, сме мали. Моето дружење со музика, значи стварно почна уште од многу рана младост, уште предшколско, значи кога тргнав во прво деление, ја напредно тргнав и ниже музичко школа. Да. Значи моите баш онака професионално со одење музичко школа нижо. Од тогаш почна на моја патешествие со музиката. Значи уште тогаш навака сум баш онака активен. И во школа, во хорови, во оркестри. И едноставно тоа почна со мене, љубовта ме прати цело време, нели, со музикава. Така и таа љубовта ме држи до ден денеска. Боби, кој беше твојот прв настап како помал? Нешто што ти останало во сеќавање. Аз знам дека сигурно го има. Прв настап, зборам онака јавен, нели? Јавен. Прв настап јавен ми беше во нижа музичка школа, сега не знам се сетам точно дали беше 3 или 4 година. Обично секоја година се дават завршни концертни за родителите, како приредби завршни. Секој да кажеме си има некој дело се свири, се одбират поединци, не сакам сега да кажем дека јас бев во тие, но и бев во тие, си бил. Така, бев максимално активен. И свирев едно дело и обично тоа се спрема преку целу година се спрема тоа дело што треба да се свири. И јас тоа едноставно го знаев напамет, но што ми се деси многу интересна работа. Седнуваш на столчево, си ги ставаш нотите на својот пулт и треба да почне се дава нели некој фидбек од тоа, добиваш аплауз. Јас си добив аплауз и некако не почнувам. Што е работава? Пак уште аплауз, ја пак не стартам. И сега не ми е јасно нешто, гледам водотите и не ми е нешто јасно, што е работава. Пак уште еден аплауз и мојот професор по хармоника таму, ајде Бобан, таму почнуваме. Да. И јас почнувам си освирувам номерата, знам на памет. И добивам стварно аплауз и ја гледам што е работава и едноставно констатирам дека јас своите ноти си ги ставил наопачки. Ете, тоа е моје прво нешто што многу интересно. Да. Тоа се разбира, нели, јавен настап, јавен час за родителите. Голема посетеност беше. Немаш и таа трема, тоа ми е прво нешто што од Да. онака, како да кажам, некоја трема, али се разбира позитивна трема, ги ставам нотите на наопачки и затоа ми дојде чудно, викам, ова не е моје дело. И тоа е тоа. Добро, јас би сакала веднаш тука на почетокот да слушаме една музичка номера од Боби, ако може.
se zemljava, neka je veselo, srećno i ja ili ja. Ето така. Боби Амадеус. Така е. Кога дојде до соработка со Амадеус? Долгогодишен член или на групата Амадеус и препознатливо е Боби Амадеус. Токму така. Кога дојде до соработката, до првиот контакт? Први контакт со Амадеус бенд, значи дојде некаде 91-2 година. Тога бев скоро 2,5 години во Србија, таму настапував. Така. И кога се вратив, тогаш јас настапував со Нино Величковски, со Игор, сега од Гезме што свири, значи настапувавме во хотел Куманово. Така. Дојдоа членовите од Амадеус, ми понудија соработка, јас ја прифатив и тогаш почна моето дружење со Амадеус бенд. Кажи ми, Боби, што е полесно или поисплатливо, да кажем? Солистички да се настапува или во група, во бенд? Имам искуството и тоа и тоа. Значи, јас долго години сум како тимски играч во бендот. Така, поминавме прекрасно време со бендот и тоа цел живот ке се сеќам на тоа. Кога се работи тимска работа, тогаш обично ги делевме работите. Ти ова подобро правиш, ти ова дело. И малку е, како да кажам, полесно да кажем. Поолеснително некако. Да. А кога веќе си сам, значи цела одговорност е лично своја, нели? Така. Од преговори, од настапи до буквално се сам го работиш. Од една страна е тимска, онака, едноставно се дружите, вака си сам, цела одговорност е на самиот себе. Имаш настапувано многу. Од градски културни манифестации,
Така. а до манифестација од поголеми важности и размери, па доли до државните. Еден тип. Втор тип, популарно наречени тески. А рече си работил во Србија. Каде има повеќе пари? Таму или тука? Значи, тоа мора да го кажам, уште дека постои се, нели, Југославија, Да. 91 веќе се зарати, јас бев до 91 година таму. Како да кажам, живење во Југославија и сега до осамостојување на Македонија навака, значи се сменија многу работи, Сега е услови за преживување, работа. тогаш е Нели? живење. Тогаш може да направам стварно голема паралела и огромна е она паралела, ако правам баш тој период до некој извесен период, да кажеме 96, 97, 98 година, 2000-та, значи со текот на годините се менуваат работиве. Огромно ми е искуството кога бев во тогаш, нели, сегашна Србија, тогашна бивша Југославија. Морава да го споделам со гледачите, некој знае, некој не го знае. Значи, уште тогаш, 90-та година, имав чест да свирам во Сава центар. Значи, тоа е моја некој, како да кажем, Големо по-грандиозно достигнување. она Успех сцената да ја видиш во Сава центар, настапиш пред преполна сала. Тогаш свирав во бендот кој се викаше Кум, тоа е Србија бенд. Изведувачот беше Ненад Бајич Бајоне и се правеше како некој хуманитарни концерт за фонд Капитан Драган. И тоа ми беше едно така, како да кажем, едно грандиозно наступ да ја доживам таа сцена во Сава центар, што наредно сите би посакале такво нешто да го имат како некое животно искуство во доменот на оно што го работиме. Така. Повели. Не, да не те прекинувам, ако имаш да кажеш. Тоа ми беше така еден баш онака грандиозен наступ и тоа видео си го чувам и се потсеќам, почесто го гледам, знаеш, така ми е драго. Така е. И кога се врати веќе тука, се разбира услови тука кои се си прилагодуваме тука на условите и едноставно да се функционира. Убаво е ова како паралел јас сакам да направам. Така. Ние сме таков народ Куманово, кај што имаме и сакаме српска музика. Значи, не значи дека повеќе почитуваме некоја музика, повеќе не. Сме си македонци, си го почитуваме македонското, имаме прекрасна македонска музика, но сепак многу блиску живееме до Србија и ја слушаме и почитуваме и српската музика. Зошто да некога е квалитетна, да кажем. Сега, што ми е зборот? Зошто и која е разликата? Многу повеќе вложуваат во естрадата во Србија. Зошто македонската музика не можеме, што ни недостасува, за да бидеме на некој начин слични, на некое слично приближно рамниште до српската музика? Што не знаеме всушност? Што не умееме? Малку покомплексно прашање. Што ние не умееме, што другите умеат. Што се однесува да нашата... пееме, умееме, тоа знаеме, тоа е Сите го веќе знаат, значи да отидеш таму немој да пееш, да отидеш таму нема, кога се зборува да отидеш во Македонија, значи нема да се фалиш дека знаеш да пееш, дека знаеш да свириш, сигурно ќе те надпеат, сигурно ќе те насвират и така натака. Тоа е во право, не викам дека не е, но нашата близина, нели, Куманово како град, значи бевме најблиско до Србија. Едноставно мислам дека они имат онака многу маркетинг во себе. Значи, она нешто професионално што го работат, што допира до слушателите и гледачите. Јас мислам, ни фали воопшто тој еден маркетиншки дел, за да не имаме што да покажеме. И како имаме што да покажеме? Имаат некое чудно чувство кое знаат да допрат, да пецнат, да пробудат желба. Нешто чудно што... Баш тоа што го викаш некој маркетинг. Софистициран израз, нешто маркетиншки, нешто да се побуди поголемо внимание, да се анимира повеќе нашата публика, а имаме со што. Значи и музикални сме, и пееме, и свириме, значи нешто коренито ние го имаме едноставно, само тоа треба да се спакува онака квалитетно, добро и да се презентира на јавноста. Ја мислам тука во тој домен нас ни фали такво нешто, тој маркетиншки дел и промотивен дел што ќе имате повеќе емисии за промоции,
Оно што ќе се сработи некој да си го покаже што го сработил. Не мора да значи дека само во домен во музикава, во уметноста воопшто во се, во сите делови сегменти на уметноста тоа се прави. Значи тоа е некој маркетички дел не фали. Јас тоа е моје мислење го кажувам. Пошто имам искуство, имам искуство во Србија, видов таму како се работи за настапи, некако баш се онака професионални во тој пристап. Ја ве гледаме нашите гледачи, значи имат тоа можност да го видат, нели? Се пратат доста овие шоу и така натака, што е стварно за гледачи интересно и едноставно го пратат. Тоа нас ни фали тука, зборам во... И една друга работа која што ме интересира. Во контекст и настапуваш со многу естрадни имења од женскиот свет, од нашата естрада. Сега, кој ќе ги погледнеме пеачките, ајде сега да не зборуваме само. Јас споредувам со српската естрада со оглед на тоа што сме најблиски. И затоа си дозволам да коментирам. Не сакам Бугарија да коментирам, никако да коментирам, затоа што некако Србија ми е поблиско. Изгледот, самиот аутфит, кој што е многу важен, посебно кога веќе си на сцена. Зошто, еве тој дел јас како публика, кога ќе ги гледам нашите македонски пејачки, недостасува, многу недостасува. Значи, не можам да замислам да видам пејачка која не води ред за својата телесна тежина. Така ли? Така, во ред. И не можам да замислам кога ќе видам дека не изгледа вкусно за око. Сепак, нели, како естраден уметник знаеш колку е важно. На визуелен. Самиот визуелен дел, првин, така. И после тоа доаѓа квалитетот, гласот и тоа веќе си ствара, нели, едно пакетче комплетно кое треба да го освои публиката. Така. Зошто тоа недостасува? Вака, веќе кога зборувам за женска популација, зошто тоа е така... Мажите ни се некако, извини што те прекинам, многу поскоцкани одошто жените. Машката е. Дали се работи за некои повеќе услови таму некаде, не е битно каде во која држава, повеќе услови, повеќе финансиска можност за да може самата таа особа, значи, да си посвети внимание на своето тело, да си посвети внимание на својата гардероба, на својот стайл и така натака. Ја мислам дека се е во прашање таа економска моќ. Има таму екипи што се професионални, значи што се кога работат со еден естраден уметник, значи они мислат за него, мислат за негов стајлинг, мислат за неговото понашање, одбир на песни. Значи тоа се некои тимови стварно професионално што изведуваат, што да кажеме не мора да мисли на сите тие работи, да кажеме во што ќе облечам сега, како ќе наставам. Значи тоа е екипе менаџери. Комплетно го средува го. Значи оно го мислат и тоа вродува со резултат. Можда тука кај нас исто такво нешто тоа фали. Значи екипа што ќе може да мисли за изведувачот, значи изведувачот само да биде неговата работа да биде само изведување. Значи да испее песната, а се ово некој да мисли за него. Стилот, начинот и така натака, одбир на песни, студија. Значи тоа мислам дека 90% тие некако сами ние го правиме, дали е женска популација или машка, и тоа е голем терет. Да, во ред се сложувам. Голем терет е менаџерскиот тим, кај што е стилиста, кај што е шминкерот, кај што е организаторот, кај што е си го работи својот дел и си останува се извинувам на вас, вашиот дел, само да си го извршите тоа што е музичкиот, но во прашни се вкусовите, Боби. Не може, например, некои настапи што имам проследено, се види дека е тоа скапо, што е облечено на таа особа, ама не е вкусно. Значи, постои некоја традиционалност, не знам каква, дека естрадна уметничка, ако веќе премине, ако излезе од анонимноста и настапи во, да кажеме, на 2-3 јавни настапи и веќе не е препознатлива, веднаш се облекува во долго, веднаш прераснува во некој традиционалитет. Веднаш некако, дали мисли дека станува озбилна пејачка ако се облече во некоја затворена варијанта? Значи, најпознатите имиња кои што се во Србија, и ден денес се такви какви што се, и ден денес се стегнати, и ден денес се во естрадна гардероба. Значи, не може една гардероба да имаме на улица, а друга тоа е естрадна гардероба. Мислам дека тој дел е некако помешан кај нас. Точно е дека комплетната одговорност е на самиот изведувач, одошто на менаџерскиот тим. Да, на се треба буквално да мисли. Да, но вкусот
Она што го прави самата особа доаѓа со стилот. Самиот однос, самиот стил, самото обликување, самиот начин, тоа таа особа си го формува, нели? Па Еден многу битен елемент е тоа. се разбира дека е битен елемент, значи тоа веќе доаѓа до израз личен свој карактер. Така, Значи карактерот се го покажува со изглед, со понашање, со облакање, тоа веќе е карактер. Кога се работи за сценска гардероба, Да. тоа веќе има луѓе стварно професионалци што тоа го знаат. Треба да ги послуша некој дека така сценска треба. гардероба, значи треба дефинитивно да се разликува, ипак тоа е сцена. Да. Во приватен живот во ред, но сценска гардероба, викам дека секогаш велам дека имат стварно професионалци што знаат тоа да го сработат, гледаме, значи светски звезди нивоа, значи што е сценска гардероба, што е сценски настап, што е, значи сега дека ќе се појавите на било кој настан, да кажеме, како тоа ќе се појавите, во која гардероба, како е настапите. Мислам дека тоа се и учи со тек на време. Не може никој да биде совршен или кога ќе почнува. Јас на некој начин може да го оправдам тоа што се однесува до понежниот пол, односно нашите естрадни уметнички што се бават со тоа, дека стварно да имат некоја тежина во тој поглед и треба некоја стручна помош. Значи дефинитивно секако треба, не само женска популација. Ја мислам дека покомплексно кај женската популација од гардеробата кај машкото може да нешто малку полесно. Па не е толку комплексно, за почеток би требало едно 20 на килограми да стигнат. Па тек тогаш нема да е комплексно. Па поред тоа веќе не велам дека не, значи битно е за сценски настап на физиономијата. Да се гледа буквално се, од изведување, од понашање. Ја мислим дека атак треба да се даде на дефинитивно, кога се работи за естрадно уметничка, дефинитивно значи да бие вокалното изведување, нели? Али кај народот, тоа е на визуализација комплетна, кога визуализираш нешто, тогаш нели комплетна слика за таа личност и во тоа се согласувам со твоето мислење, да. Е така. Ајде сега да видиме уште една снимка. Мислам дека ако може да проследиме фестивалската снимка на Бог. Звезда си моја, во ноќта што сјае, те љубам и нежно милувам. Устните сладки како мед, не води, дозволи љубов да не води. Во наша соба 203, сами јас и ти, со чаша вино шардоне, играј за мене. Во наша соба 203, сами јас и ти, со чаша вино шардоне, играј за мене. Болка и тага и сети се губи, те лажат, може пак да се љуби. Устните сладки како мед, не води, дозволи љубов да не води. Во наша соба 203, сами јас и ти, со чаша вино шардоне, играј за мене. Во наша соба 203, сами јас и ти, со чаша вино шардоне, играј за мене. Наша соба 203, сами јас и ти, со чаша вино шардоне, играј за мене. Во наша соба 203, сами јас и ти,
Su čaša vino šardone, igraj za mene. Naša soba 203, sami jaz i ti. Su čaša vino šardone, igraj za mene. Naša soba 203, sami jaz i ti. Su čaša vino šardone, igraj za mene. Ето така видовме една убава снимка, каде што нашиот Боби е наистина представителен во една црвена боја, прекрасна. Така треба да изгледа еден естраден уметник, за оние што не знаат, нека учат од постарите колеги, па може би и нешто ќе поднаучат, нели? Доколку сака да слушаат. Една исправка од подвозрастните колеги. Знаеш дека погреши. Се шала. Така е, повозрастните. Боби, ова е, колку што видовме, нели, колку што ме упати, е фестивалот Роса од минатата година. Така. Со ревијален тип. Така. Ова е мој настап зборам прв како солиста. Инаку претходно со бендот Амадејас настапив на повеќе фестивали, а ова ми е нака како соло пејач прв фестивал. Фестивалите, конкретно за оваа песна, да кажам дека е моја номера, да се пофалам. Одлично. Аранжманот го правевме во студија во Скопје со ДАЦ, заеднички аранжман. А за текст да кажам дека е напишан од наша сограѓанка, може да прочита луѓето. Дамата се вика Весна Врамовска. За оваа песна бев искрено долго време нака текстови, имав понуди за повеќе текстови, но се некако шаблонски ми делува, така некако не нешто. Не беше тоа што си го замислил. Јас што сум го замислил такво нешто, едноставно во нашиот град си го најдов правиот текст, оно што мене ми требаше, сакав. И затоа сакам сам дека е наша сограѓанка. Конкретно за фестивалот да кажам дека е од ревијален карактер и затоа и настапив на фестивалот. А фестивал се разбира дека е добра шанса некој да се промовира. Јас сум за фестивалите, не дека не сум. Сум да се промовира секој пејач дали група. Но што со фестивалите каде што не е со ревијален карактер? Вака, да ги подсетиме нашата публика. Знаејќи од поодам, постоеше Фолкфест Валандов. Така. Значи еден од фестивали кои што за македонската естрада значеше преновиран фестивал, еден од најпознатите, најреномирани и значи врв успех кој ќе биде еден од првите три награди. Првите три, така се разбира. А потоа фестивали кои беа актуелни тогаш? Валандово, зборам Цветници, тоа се фестивали со година назад, нели? Цветници беше точно. Цветници некако замре бргу, некако беше, па не беше, па беше, па некако никако не доби доволна актуелност и некако го снема Цветници. Беше актуелен неколку години, да, но Валандово беше врв. Потоа беше некој Гоцефест во Скопје на македонска музика, патриотска музика. Македонска патриотска музика. Беше. Потоа кои фестивали имаше така? Има повеќе фестивали. Филиграни. Тетовски филиграни, па скопски филиграни. Значи, скоро сите градови буквално си има свој фестивал. Да поменеме и нашиот фестивал, нели Тумбафест. Да. Тоа беа 2-3 години. И Тумбафест ми е многу жал зошто. Зошто заврши, зошто се укина. Ние бевме тоа е магично прашање зошто. Добро, знаеме дека се нема пари. Тоа е веќе болест на денешнината. Економска моќ, финансиска моќ. Вика, тоа не е рак рана на сите. Па го знаеме сега, ако немаме пари, ајде да не живееме. Немаме. Па на сите не фалат пари, знаеме дека не фалат пари. Но, многу ми е криво, затоа што фестивалот, нашиот фестивал Тумбафест, беше еден прекрасен фестивал. Кај што мислам дека доколку продолжеше, ќе имаше на таква масовност, на таква препознатливост ке имавме како што имаме со театарот, што деновите на комедијата, со таа комедија, со оној дух кој што ние си го имаме како граѓани, како познати кумановчани. Значи, провеува и низ музиката, и низ песната, и низ театарот. Значи, секаде знаеме да го внесеме тоа, што ретко кој може да го направи. Не може ни еден аранжер и ни еден текстописац. Ке ти направи текст, ако ти не можеш на твој начин да го изнесеш тоа, се губи. Нели? И многу ми е криво зашто заврши така. Се надевам дека ова до некаде ќе допре до некого што мислам,
што мисли дека е Нашава порака да допре до некој. да допре до некој што може да направи нешто, да го возобнови тој фестивал, а ние медиумски сигурно ќе го поддржиме и сигурно ќе го промовираме на најубав и најможен начин за да се проработи повторно. Добро, да се наратиме повторно. Фестивали. Што се фестивалите? Знаеме и дека и таму се случуваат секакви работи, какви што се случуваат. Знаеме од зад куларите, нели, кога ќе заврши еден фестивал, колку чинела првата награда, па втората, па третата. Така. Па се рушат, па се навредуваат повесниците. Твоето мислење, твојот став. Прокоментирам нешто така. Нешто да ни скоментираш. Како што кажав, значи фестивал е дефинитивно добро некој да се представи, да се промовира, дали ќе биде прв пат на фестивал, дали повеќе години ќе настапува, во ред. Јас сум за фестивалите, не дека не. Но тоа некако со некој време што повеќе одминува, тоа се некако злоупотребува. Како да кажам, не сакам баш онака вулгарно да се изразам, пазар се прави. Се комерциализира со награди ве зборам. Да. Така, дали тоа стварно меродавна, дали таа песна стварно заслужува прво место, дали од публика, жири и така натака. Тоа, ако не освоите награда на фестивал, а песната ви помине, значи не е меродавно за да освоите вие награда, дека песната ќе помине, нема да помине. Точно. Тоа И дека постои квалитет или некоја една од наградените. Да, 99% ја мислам сите уметници тоа го знаат. Значи, има некои песни што не добили никаква награда на фестивал и денеска се слушаат и се пеат и тоа ќе остане понатака на другите генерации. Значи не е дека е меродавно, не викам дека не е, а треба да се настапи на фестивал. Значи тоа ќе биде како искуство на секој уметник, нели? Искуство, што повеќе фестивали, повеќе гостувања, тоа се спада во искуство. Така се фестивалите. Но сега што се дешаваат некои негативни работи, се дешаваат нормално, нели? Да. Така да како да кажам, тоа сите го знаат, тоа веќе е јавна тајна, нели? Така да. Па дури и кај нас до публиката кога ќе се одржи некој фестивал и се објавуваат трите првонаградени и некако кај нас се доаѓа мислењето дали оваа песна е навистина добра за тоа што е добра и квалитетна или поради тоа што стои нешто позади, дали е платена, дали е доисплатена, дали е... Значи, не веруваме повеќе во прво трите награди. Некако повеќе се слушаат другите. Па, тоа е некако тоа затоа што многу пати се случило досека, барем на времето додека го работевме тој музички дел, многу поактуелни песни излегуваат од оние ненаградените. Значи, од тука можеме да појдеме но не би сакала, значи не сакам да оспорам, да обезвреднам дека првите три не се квалитетни. Се постои одреден квалитет. Но најчесто ќе превагне тоа што би рекле, оној вториот дел, комерцијалниот дел, кој што мислам дека и песните ги прават да бидат комерцијални. Така ќе направат, ќе ја скоска да биде комерцијална за да може да се продаде таа песна, а не се вложува во квалитетот кој што треба да трае, например, да не спомнуваме песни од Блага Петреска, од Вилета Томовска, кои фестивалски што се што останале, значи Евергрин остана, ќе станат Евергрин и во забавната и на народната музика. Да, секогаш се слуша. Боби, каде е сега, Боби? Со што се занимаваш сега? Што работиш? Ќе слушнеме ли нешто ново, старо, некои компилации, нешто, како велат во модерниот свет, носачи на звук. Носачи на звук, така. Па се разбира, доколку сакате да останете на сцена, мора да секогаш нешто новина да понудите. Тоа е процес кој секој треба да го направи доколку сака да опстане или да остане. Значи, ова година, онака како солист, сега за сега имам 3 аудиозаписи. Добре. Како што кажав дека кога веќе сам настапуваш, цела одговорност е твоја. Од финансиски дел, од спонзори, така натака. Јас велам помагачи на што може некој сака да ти помогне во тој дел, зборам економски и финансиски дел. Се разбира дека е потешко. Се разбира дека новини ќе имам дефинитивно. Овие 2 новини што се слушнаа, првата беше се викаше Свадба македонска, 2009-10 година снимена. Тогаш уште бев член на Амадеус Бенд. Таа беше песна снимена
пред да замине Австралија, значи на турнеја 2010 година. А ова е втора номера, значи е 2014 година Роса фестивал. А предпоставам дека она третата номера што ќе слушнеме отколку ќе слушнеме, ќе дадам нешто информации за таа трета номера. Значи сега за сега не може да се пофалам дека кој знае какав опус на песни имам онака како солиста, но јас ќе се трудам да го сработам тоа и да го дам патот на успехот што треба да се изведе. Дали ги издаваш како синглови по време, кога ќе издаде некоја песма како сингл? Дефинитивно. Секоја песна ја промовирам дефинитивно како сингл. И кога ќе помине одредено време, ги ставаш во пакетче некоја, да носиш на звук, нели, така да се разбира дали ќе биде комплетираш. Да. Тоа е тоа. Од секогаш ме интересирала една работа. Да. Нормално, не може секој директно да ми го одговори тоа. Од колку до колку чини една песна? По твој вкус, по твој критериум, да кажем. Дали може некако да се измери тоа финансиски, да се каже колку чини на песна, значи, се плаќа текстот, се плаќа аранжерот, се плаќа музиката, значи се студиото што треба да го од колку до колку чини? Па значи зависи кој е автор прво на песната, не секој автор си има своја цена. Хитмейкер, дали е... Да, текстописец, кој е, значи тоа е се вариабилно, не може да кажеме стрикно е толку тоа. Секој што е попознат, нели, кој е најскап хитмейкер? Што е афирмиран, да кажеме, се има, нели, своја цена. Оние што онака почнува да се афирмираат, нели, си имат некоја таа цена. Значи не може да кажам, јас ќе кажам лично за себе. Конкретно песнава што настапив на фестивалот Роса, мене лично ме чинеше 1000 евра. 1000 евра? Да. Значи може да кажам за себе. Да. Толку ми чинеше мене еден настап на фестивалот. Сега може да некој плаќа повеќе, некој плаќа помалку. Да. Мене толку ми чинеше фестивалот. Да. Зборам учество на фестивалот, песната, студиото, текстот, нешто гардероба, нели, така натака, значи тоа се зима во предвид и мене грубо ме кошташе 1000 евра. Ајде една информација да дадам. Па не е грубо. 1000 евра не е груба сума, да ти кажам. Така да. Од прилика, да, нели, лично за себе кажав, конкретно таа песна толку ме чинеше за еден фестивал. Сега сите фестивали се различни, некаде има поголемо учество, некаде помало учество. Како што кажам, значи секој автор си има некоја своја цена, мисли дека толку таа чини некоја песна и така. Тоа е се вариабилно, значи не може да кажам стрикно да кажем што е како. Секој има свој вкусови, свој критериум. Да. Друга работа се настапува во Австралија, така? Да. Тогаш. Дали е толку земја што ветува? Кога ќе заминат нашите средни уметници, так. Значи многу на сите звона, да кажем, објавуваат кидеме на австралијска турнеја 2 месеци. И кога ќе се вратат од таму, па презадоволни, па пари, па не знам, пречек, па стварно нешто што да посакаш, да заменеш и да видиш дали тоа е навистина така. Верувам дека има еден дел. Така. Од тоа што нашите сограѓани таму сакаат македонска музика. Тоа значи, тоа е како што е. Така. Но дали навистина толку се заработува? И тоа е вариабилно. И тоа исто вариабилно. Значи зависи да кажеме веќе тука колку ти онака, колку си авторитативен, веќе имаш некој име или бренд, некој сега се бори да постигне некој име и бренд и на крај нели тоа сите го знаеме дека брендот се плаќа. И сега зависи тука како си етаблиран, а се натака, значи зависи од организација, од организаторите, дали тие концерти ќе бидат успешни, колку концерти ќе се направи. Се разбира дека нашата диаспора ќе сака нашата музика, нели македонската, ние сме секаде сме ние македонци. Да. И тоа исто вариабилно. Како што кажав дека сега овој бенд ако отиде, овој бенд ако отиде, значи се е вариабилно. Не може да кажеме те толку се заработува. Да. Тука не може да кажем конкретно цената. Да. Сега зависи, на прво место е среќа, дефинитивно, нели? Второ место е кои ќе бидат организатори, дали се толку немоćни тама, да кажеме, дека тоа изорганизираат. Тие менаџери, ние што ги велиме. Сега некој се деси да не биде толку присутен на тој концерт што се прави таму, они чеколи, да кажеме, 500 луѓе, дошле 200, или на некој во Голд Кост, да кажеме, 200 планира, дошле 500. Значи се тоа вариабилно, но сепак
пак е искуство некој за да отиде таму да види како е тоа најдалечната дестинација, кој секој сака да му се пружи можност да отиде да види. Многу е битен, да. И многу е битен, многу е битно како во животот и во многу области да го погодиш вистинското време, вистинскиот тајминг, тоа велам, и да се поклопат многу работи. Да, кој период ќе се отиде, дали пред Нова година, пошто кај нас кај зима, кај ниве лето. Иначе многу фактори има, да кажеме, за некој да се помине, супер е сега поминав и како гостопримство и финансиски на сите поли, да кажеш дека супер се помина. Уби, ајде да слушаме и третата номера која ни е за вечера и после тоа ќе се поздравиме. Со музика се разбира. Како вино да ги пијам јас, твоите коси како ангел ке ги мрзам јас. Дај ми душо се што имаш, дај за срце спас. Твојот поглед, мила моја, ме излудува. Твојата снага тенка ме занесува. Твојата младост буди чувства како некогаш. За тебе се ке сторам, дали чувствуваш. Само ти, ти си живот мој, за тебе, јас пејам цела ноќ. И ова ноќ нека потрае и сиот свет, нека дознае само ти, ти си живот мој, за тебе. Јас пејам цела ноќ.
Боби рече дека би сакал да искоментираш нешто што се однесува до овој настап. Да, ова песна. Тоа ми е прва песна што ја снимив како солиста. Сакам да напоменам дека комплетен автор на песнава е нашиот сограѓанин, познат се разбира, е Боби Серафимовски. Тоа ми беше целта да кажам. Дека е комплетен автор на песнава Боби Серафимовски. Со Боби ние се знаеме. Од ниже музичко школа одевме заедно свиревме, заедно стапувавме. И исто име си носите. И исто име носиме, само презимења не се разликуваат. Така. Ето тоа ми беше, сакав да го искоментирам, дека комплетен автор на песнава е Боби Серафимовски. Така. А Боби Зафировски беше нашиот гостин денеска или попознат како Боби Амадеус? Да, Зафировски ми е моминско презиме. Кога ќе го омажеме ќе бидете известени. Така. Тоа е она што јас сакав за денеска, да изгледа денешното издание, со оглед на тоа што е петок, со оглед на тоа што ни предстои викенд, и би било убаво кога со музика би го завршиле, нели, овој работен ден, поточно утринското издание на К3 телевизија Нов ден. Боби, јас ти благодарам што гостуваше, што ни беше драг гостин и секогаш пријатно виден во нашето студио од телевизија К3. Јас се надевам дека ќе имаме можност повторно да се дружиме, повторно да се видиме, со оглед на тоа дека Боби ни е вреден и постојано ни е на настапи. Знам дека сигурно ќе има нешто ново, тој знае да изненади. Се разбира. Јас веќе да прашам за толку брзо помина времето. Да. Мене ми е тука супер. Би можеле уште еден час да продолжиме. Малку да се нашалам. Стварно ми беше супер, одлично и прекрасно. Мислам, прв пат сам во К3 телевизија. Борам вака во етер што одам. Преоставам нека ќе соработуваме, како што кажа. Јас сум отворен за соработка и драго ми е што сум денеска со вас, вашата љубезна се разбира, комплетната екипа што е ова емисија што ја реализира. За новини се разбира дека секогаш ќе бидете обавестени и претпоставам дека и понатаму ќе имаме соработка. Сигурно. Ти благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тоа беше крајот на вториот дел од утринското издание Нов ден. Се надевам дека бевме доволно интересни и атрактивни да не следите до крај. Наредното издание не очекува веќе во понеделник. Но до тогаш имајте убав и пријатен викенд.